Високите карпи на кањонот и бистрите води на Треска се само сегменти од убавата природа на Матка, која привлекува голем број посетители. Но и овие природни убавини се меѓу бројните во земјава кои незините жители ги претвораат во депонии. На еден ден по празнувањето на 1 мај, на брегот по течението на река Треска има пластични кеси обесени на дрвијата. Оставени се пластични тањери, чаши, шишиња, влажни марамчиња, па дури и пелени. Контейнерите во околината на излетничките места на Матка беа полни со отпадоци, како и малите корпи во близина на рестораните. Комуналните служби почнаа да ги празнат откако пристигна нашата екипа со камера. Оставеното ѓубре и негрижата за природата е карактеристична за навиките на жителите и властите во земјава. Години наназад состојбата е иста, особено по првомајските излети. Матка е едно од местата во околината на Скопје каде граѓаните традиционално уживаат во убавата природа правејќи скара, но оставените отпадоци како секаков вид на пластика, па дури и метал, укажуваат на тоа дека се уште постои ниска еколошка свест. Последните трендови за отпадот во Македонија покажуваат дека граѓаните повеќе создаваат отпад, а комуналните служби помалку собираат. Според последните статистички податоци, минатата година комуналните служби собрале 1,6% помалку отпад во споредба со 2017, но количината за создадениот отпад истиот период бележи зголемување за 8,6%. Секој граѓанин во 2018 година создал 412 килограми отпад. Матка не е единственото место со купишта од секаков вид на отпад. Ѓубришта во земјава се фрлени во стотици диви депонии во кои има пластика, метал, градежен шут, па дури и медицински отпад. Стратегијата на државата за решавање на проблемот со отпадот е изградба на 8 регионални депонии кои ќе исполнуваат еколошки стандарди. Но проблем во моментов е што некои од овие проекти се блокирани од општините на чија територија треба да бидат изградени депониите.